До почетокот на летото, ромските семејства ќе ги напуштат сегашните живеалишта во објектите на локацијата Старо Нервно во Штип. На нив и на уште неколку други семејства, општината ќе им овозможи да се сместат во 43 типски куќи, изјави секретарот на општината Вишна Шорова Ангелова. Таму ќе бидат сместени некаде 43 ромски семејства или поточно 300 граѓани на нашата општина. Со овие семејства веќе општина Штип работи извесен период и семејствата главно живеат во Старо Нервно и во централното градско подрачје. Веќе се потпишани изјави со кои што тие се согласни да ги преместат нивните живеалишта, односно места на живење во овие типски објекти кои што ќе ги изгради општина Штип. Освен новите живеалишта кои ќе бидат стандардни, новата населба во местноста Света Недела комунално комплетно ќе биде уредена, објасни Шорова Ангелова. Се надеваме дека до крајот на летниот период веќе ќе имаме реализиран проект и овие семејства од субстандардни услови веќе ќе можат да живеат во нормални услови. Освен типските објекти кои што ќе бидат 43 на број, ќе биде направена и инфраструктура во населбата, се разбира со водовод, канализација, осветлување и улици во таа населба. Поставувањето на овие објекти и комуналниот сегмент ќе се реализира со пари од Европската Унија низ заеднички проект со општина Берово. Имено се работи за проект во износ од некаде околу 900.000 евра, од кои 500.000 евра заедно со кофинансирање припаѓаат на општина Штип и проектот предвидува и инфраструктурни зафати и се разбира меки мерки или поточно урбанистичко планирање на населбата каде што живее ромското население во нашата општина и мерки со кои што ќе се подобри здравјето и воопшто животот на ромите во нашата општина. На овие изјави реагираа од СДСМ Штип низ соопштение во кое меѓу другото се вели: Ваков значаен проект одобрен и обезбеден од претходното раководство на локалната самоуправа. Очигледно стоел на дното од длабоките фиоки на градоначалникот со цел ефтин политички предизборен маркетинг. Овој проект требаше да го реализирате до крајот на 2022 година, но очигледно не можете да го реализирате ни до крајот на мандатот. Останува уште една голема лага која ја имате наведено во програмата, па истата програма може да ја закопате длабоко во вашите фиоки. Стои меѓу другото во писмената реакција на СДСМ.